Ве поздравувам денеска и ви посакувам добре дојде во Фактор здравје со многу позитивна енергија и свежа доза на информации. Сето тоа го преточивме во рубриката Истражувањата докажаа и темата чие што представување ќе следува по првата спомената рубрика. Препорачувам и денеска да ни ја дадете вашата доверба, а ние од наша страна ќе се потрудиме соодветно да ве подготвиме и за денешниот ден. Во првата рубрика Истражувањата докажаа, повторно денеска ќе се осврнеме на липосукциската исхрана, која што не е само протокол со аминокиселини за намалување на вашиот вишок на килограми, туку уште повеќе би рекол тоа е протокол со кој што го детоксифицирате или го прочистувате вашето тело. Овој период од годината би рекол е идеален или најдобар начин да се направи тоа, бидејќи по празниците следува период по кој што би требало сите ние на некој начин да се исчистиме, да го проветриме телото и сето она што следува во продолжение соодветно да ја пречекаме пролета како следно годишно време. За повеќе информации и во однос на протоколот со аминокиселините ве упатувам директно во Липодиет центарот во Скопје, лоциран на улицата Димитрije Чуповски број 22 спроти поранешен Макдоналдс, а наједноставно и најбрзо би рекол е уште веднаш да се јавите и да закажете термина 02 315 1714 и бесплатно да се советувате, да дознаете што всушност представува овој протокол и да бидете дел од милионите, би рекол веќе, задоволни корисници во регионов. Кон липосукциската исхрана ќе се навратиме повторно во едно од продолженијата на Фактор здравје, а по оваа рубрика еве го представувањето на гостинот и темата за денеска. И во новата 2019 година, The Newborn Clinic, кој што е центар за решавање на вашиот проблем со неплодноста или инфертилитетот, и тоа како би рекол работи на решавање на овој проблем на многу партнери кои што не можат да отстварат концепција или свое потомство. Дел од проблемите со кои што се соочуваат пред се припадничките на понежниот пол или женската популација се миомите, полипите и преградите на матката. Токму кон оваа тема денеска ќе се осврнеме во Фактор здравје и многу практични совети и теоретски од научен аспект денеска ќе ви предочиме во разговорот кој што ќе следува, а ќе го обработиме со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од споменатиот Newborn Clinic од Скопје. Добар ден, доктор Трајковски, ви посакувам секое добро во новата година. Како сте? Добар ден и благодарам на поканата. Уваков убав ден. Да. Бел. Благодарам што денеска во име на вашата институција гостувате во Фактор здравје. Предлагам по блок од реклами да ја отвориме темата и можноста и вие да ни се придружите со ваши прашања. Од наша страна задоволство е што и денеска би рекол сме воделка кон новиот ден и подготовката за тоа успешно да го завршите, но претходно нормално е да ја слушнете темата и аспектите од денешниот разговор, миоми, полипи и прегради на матка, тема која што ќе ја презентираме преку разговорот со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје. Дополнително само да ве информирам дека на 02 2734 350 и 077 443 овој центар ви стои на располагање, како и директно на булеварот Елинденска 107 и на глобалната мрежа www.newbornclinic.mk. Нашите телефони ги отвораме заради ваш интерес и контакт со нас. Од овој момент сте добродојдени, а доктор Трајковски во очекување на интересот од гледачите, предпоставувам во поголем дел женската популација, да ги објасниме токму овие три би рекол ентитети, што се миоми, полипи и прегради на матката. Па ги избравме вака бидејќи може и сме ги обработиле низ поединечно, да. Во минатото, поединечно како една појава, но таа е најчестата сушност патологија, бенигна патологија на женскиот репродуктивен тракт, односно на матката, кои што се врзани со гинеколошки проблеми практично низ целиот, почнувајќи од репродуктивното доба кај жената и во постменопаузата и менопаузата, постменопаузата, практично низ целиот живот, кои што може да пројават и симптоми, и компликации, потешкоти и да бараат потешкотија со забременување, сигурно. Третман, да. Како и
како една патолошка појава, сепак од бенигна природа, ако се јават во тоа репродуктивно доба, доведуваат до практично отежнување на природната концепција, односно до неплодност кај брачните парови. Не секогаш, не е правило, но за тоа ќе зборуваме понатаму. Миомите како најчеста патологија, бенигна патологија, односно тумори на матката, практично во некои анализи, бидејќи американците се по тие статистики точни и детални, кај кадавери, односно кај изумрени лица од женската популација, при обдукцијата е најдено дека се присутни кај 60 до 80% од женската популација. Доктор, јас ке се извинам за кратко, бидејќи имаме некого веќе на линија. Добар ден. Ке ве поканам уште еднаш да се јавите 6091925 и 6091924. Кажате за кадаверите, нели, она што е откриено кај американците, тука беше каде што запре практично кај 60 до 80% од женската популација се присутни миоми од било каква големина, значи присутни се како патологија на матката. Она што помладата популација најмногу ја вознемирува е на миомите можеби не се обраќа толку внимание, бидејќи знаат, односно растат низ текот на животот, не сите, бидејќи се хормонсензитивни, зависи од добата во која што се наоѓа жената. Најсензитивни се на естрогените, а знаеме дека тие се во повишено ниво во првите менструални години, кога и појавата и присуството на миоми е многу ретка. Значи, тој период можеме да го тргнеме на страна, но во оној перименопаузален период од 35-та година нагоре се многу почести, бидејќи се присутни варијации на хормоните, каде што во голем дел, односно во голем период, жената изложена на повисоко и подолготрајно дејство на естрогените. Докторе, да видиме дали повтор пат ќе имаме среќа. Добар ден. Добар ден. Да, имаме. Добро дојдовте, господја. Новогодишни и божични празници. Поздрав за докторот. Благодарам и вам исто ви честитаме. Јас би сакала Кое е да вашето прашање? Прашање дали е сврзано со овие болести, мокрењето не можам да го додржам. Добро. Само да се напијам малку вода и одма ме тера на мокрење. Дали нешто постои лек за ова болест да ја наречам, иначе сум 69 години и 9 дена. Благодарам. Значи, свежо сте го прославили ли пред неколку дена вашиот роден ден? Бидете жива и здрава, господјо. Сакате веднаш или околу симптоматологијата која ќе зборуваме да одговорите? Преди одговориме на гледачката. Ќе се наврземе на претходно, значи во хормонсензитивни се, во главном од нивниот раст зависи од и појава од естрогените хормони. Во тоа доба знаат да ги пројават и симптомите, кои што во глобала се резултат на практично на нивната големина, механичкото дејство во околината што го вршат, бидејќи знаеме дека пред матката се наоѓа бешиката, зад матката дебелото црево, така што може да има импликации и на таа најблиска околина, која што е во интимен контакт. Да, уште едно јавување имаме и ќе одговориме потоа и на првата господја. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Кое е вашето прашање? Моето прашање е вака, дали може да се роди дете со без матка? Добро, благодарам за вашето прашање и интерес. Сакате на оваа господја прво или претходната? Поред. Добро. Значи, појавата на проблеми со уринирање, треба прво да се исклучат проблемите, односно инфекции или други проблеми со уринарниот тракт, а потоа да се практично да се направи испитување на репродуктивниот тракт, односно на матката. Бидејќи може и статиката на карличните органи, зависно од тоа дали постои промена во димензиите,
на матката, во односите со околното ткиво и најважно ако постои миом кој што е со таква големина и позиција да ги нарушува овие односи, може да се пројават и уринарни проблеми. Тоа со пиењето и мокрењето веднаш потоа не мора да е директно сврзано со консумацијата на течност. И втората госпоѓа што праша дали може бременост Може, да се тоа оствари се без одредени матка. синдроми кои што се развојни, некои се развојни, некои се генетски условени, може да се роди. Меѓутоа денеска во ова модерно доба, како што постои комисија за инвитро, односно за биомедицинско потпомогнато оплодување, така постои и комисија за сурогат мајчинство. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Господјо, кој е вашето прашање? Моето прашање до докторот, имам 58 години. Добро. Јас, ова моја менопауза веќе 4 години трае и имам миом на матката, со тоа што миомот не е многу голем и не е за операција. Докторите викат дека тој со, мислам, крај на менопаузата, кога ќе влезете во климакс, тој се суши и, например, нема потреба за операција. А јас, например, 4 години добивам на секој 6 месеци и многу сум непрекината, например, не стално, али со прекинување. Сега ми е прашањето мене дали БФ и ПАП тестот го правам, све е нормално, све е убаво, на контроли одам еко правам. Тој миомот е намален, меѓутоа уште го носам. Дали ова мое уште добивање, да речеме, со периоди долги, е последица на тоа. Дали ова доволно, докторе, за одговор? Благодарам за вашето внимание и интерес, господја. 58 годишна, спомена Така, господјата. 58 годишна, тоа е едно доба кое што се чести крварењата, меѓутоа тие се главно условени хормонски заради настап на менопаузата, каде што полека практично се гаси функцијата на оваримите, циклусот го нема оној правилен трофазен практично трофазен период и тие крварења се практично естрогени, каде што додека не се воспостави натаму менопаузата, ќе траат практично. А главен проблем во тие чести крварења и долгорочни е да се исклучи можноста за патологија на ендометриумот. Или обвивката, нели, на матката? Практично лигавицата на матката, која што се лупи во секоја менструација и повторно се обновува со прекин на крварењето и со развојот на фоликулите. Важно е да се исклучи само патологија на таа лигавица на матката, бидејќи во таа возраст, перименопаузалната возраст, знае како резултат на хормонското дејство да дојде до преканцерози и канцерози на лигавицата на матката. Верувам дека докторот и докторите кај што се обраќа господјата сигурно правилно ја советуваат. Во однос на миомот не се оперира секој миом, бидејќи точно е сето тоа, значи правилно ја советувале. Со менопаузата, односно со прекин на хормонската активност на циклична на овариумот, миомот или не расте или се намалува. И она што е важно да се каже, рековте дека миомите не секогаш може да направат проблем во однос на концепцијата кај оние кои што не го завршиле својот репродуктивен дел од животот. Она што е важно да се каже како тие миоми се откриваат, дали даваат одредена симптоматологија и што кога ќе се откријат. Предпоставам дека најлесно се откриваат, најчесто се откриваат, не најлесно, најчесто на ултразвучниот преглед, меѓутоа сето тоа зависи од структурата на миомите. Значи, тие се нарекуваат суштина фиброиди, се главно склоп од мазни мускулни влакна и различна количина на сврзно ткиво. И различен тип на сврзно ткиво. Така што при ултразвучниот преглед, зависно и од апаратот и од искуството и поставеноста на самиот миом,
не секогаш не секогаш се откриваат, но најчесто тогаш се откриваат. Постојат и други методи на откривање кога парот се исследува заради неплодност, при хистеросалпигографија, кога се вршат радиодиагностички методи со стандардни X зраци или при магнетна резонанца. Значи, сите методи на приказ на делови од телото на човекот може да се откријат овие фиброиди. Кажете дека миомите се најчестата патологија или болести со кои што бенигни се среќаваат жените, но пред моето следно прашање уште едно јавување ќе вклучиме денес во Фактор здравје. Добар ден, дали сте на линија? Ало? Ало, добар ден, Добар господје. ден. Кој е вашето прашање? Вака, мојата ќерка е породена 3-та година и има детенце. Добро. Меѓутоа при пороđајот и оставија дел од постелката и последна недела беше подложена на чистење, така народски кажано, и доби скоро 2-3 литри крв. Мислам тоа се отстрани, меѓутоа после доењето, она кога требаше редовно да го добие циклусот, она еве веќе 3 години, тоа не е редовен менструален циклус, ако мислам месечно е во одреден период, она сега добива по една капка само. Добро. И не е во состојба да остани бремена. Дали е тоа некое влијание од странувањето на постелката при таа хируршка интервенција? Дали ова доволно, докторе? Да. Доволно. Благодарам, само ќе направиме пауза за блокот реклами. Благодарам до господјата за интересот, а во меѓувреме, доколку сакате да закажете термини да бидете во контакт со Newborn Clinic и конкретно со доктор Трајковски останатиот тим таму, слободно ве упатувам да го завртите 077 443 443. На тема миоми, полипи и прегради на матка, денеска во Фактор здравје ќе ја продолжиме, би рекол, дискусијата и разговорот со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје, центар кој што покрај на приватна основа своите услуги во однос на третманот и специјалноста пред се што ја врши, а тоа е решавање на проблемот со неплодноста, ви нуди можност за искористување на ваучерите од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, кој што ги дава како подкрепа на биолошки потпомогнатото оплодување како начин или концепција за решавање на проблемот со неплодноста. 022734350 и 077443443 се директните начини на комуникација со Newborn Clinic, како и булеварот Елинденска 107, новата локација на овој центар и секако глобалната мрежа www.newbornclinic.mk на 609195, односно 609194 и натаму ги очекуваме вашите прашања. Доктор Трајковски, да одговориме на господјата пред блокот реклами што се јави? Да, останавме должни за одговор. Што се случи, раѓањето само по себе е ризично, односно бременоста се додека не заврши како така. А во однос на постелката, бидејќи и на секој искуството долгогодишно во болница, само да напоменам дека никој не остава постелка, туку постелката е еден практично дел од бременоста кој што е подложен на многу анатомски варијации, може да биде составен од неколку дела, така што после породувањето, после практично експлозијата на плодот, следува породување на постелката. Таа се прави инспекција, се согледува дали е целосна. Но тоа не значи дека нема уште еден дел од неа. Никој практично не оставил постелка. Тоа е заостанат дел од постелката кој може да биде анатомска варијација. Нормално после констатирање на состојба дека најверојатно има нешто, некоја содржина во матката, се прави ревизија инструментална и се отстрануваат во колку постојат заостанати делови.
Добар е фактот, добро говори што сепак има после таа интервенција, после толку време од породувањето, дека има било какво менструално крварење. Дали е оскудно или обилно, тоа е нешто што укажува дека постои уреден канален систем, сочуван, а за правилна диагноза на состојбата, мислам дека би требало да се собрати во институцијата каде што е изведено породувањето, да се направи една едноставна процедура во исклучително кратка анестезија, локално се работи, практично вагинално, и е најбезболно и за пациентот и најдобар приказ и слика ќе добие и лекарот што ќе изведе. Тоа е една хистероскопија да се направи, да се експлорира шуплината на матката. Значи, да се јави во институцијата најдобро кај што е породена, да се направи хистероскопија. И се може да се разреши со таа интервенција. И после тоа да се планира и следна И се да концепција се или врати бременост, она што во праша нормала, господјата. апсолутно, и да се забремени. Да. Она што сакам уште да ве прашам во однос на миомите, бидејќи не ми одговоривте, кажавте дека на ехо или ултрасонографски преглед се откриваат најчесто, кога ќе се открие одреден миом, што понатаму според протоколот, дали веднаш се отстранува, се следи, се контролира? Зборуваме кај жените кои што се во фаза на остварување на своја концепција или бременост. Прашање тука што ги довело до преглед, пациентите, ако е практично симптом или некои знаци кои што се нетипични за нерегуларен циклус, миомите како една анатомска појава доведуваат најчесто до неправилни крварења пролонгирани. Во тој случај се констатира таа состојба и се решава адекватно на тегобите кои што ги имаат. Најчесто тие крварења доведуваат до анемизација, односно до гупиток на поголеми количини крв во циклусот, пролонгирано крварење, па дури и крварење помеѓу два регуларни циклуси. Но околку се открие случајно, а нема никакви тегоби, тогаш се следи. И во едните и другиот случаи може да се следи, да се третира конзервативно. Медикаментозно, значи. Да. Да. Се извинам што повторно ќе ве прекинам, имаме повторно јавување, даваме приоритет на вас, нашата најверна фактор здравје публика. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден. Вие сте на ред, ве очекуваме со ваше прашање, господјо. Среќни празници најпрво до вас, Благодарам. до студиото и до докторот. Да, и вам сакала ви возвраќаме. Ви благодарам, да поставам едно прашање. Јас имам полипи. Да речем 2 пати ми се чистени или санирани, али еднаш кога ги чистев пред 15-16 години и сега да речем пред 2-3 месеци поново. Дали тие можат да се санираат, да не постојат? И 2 пати без анестезија, значи тоа е страшна болка, може да предпостави докторот. Дали може тоа да се санира, да не постои? Добро. Дали ова доволно, доктор Трајковски? Да. Благодарам и за вашиот интерес и внимание, господјо. Да довршам, Да, ако за не миомите, пречи да. во емисијата, да довршам претходно за третманот на миомите. Да. Значи, оперативниот третман е крајната одлука. Во Кога е индициран, тегобите да. и компликациите кои што ги прави со неговото присуство, со раст и големина, се практично индикација за неизбежна хируршка интервенција, бидејќи самата хируршка интервенција носи, како и при секоја операција, носи можни компликации, морбидитет при секоја, така што ефектот и покрај тоа што ќе се постигне, може да остави самата интервенција последици по други делови по други системи, а постојат конзервативни методи, минимално инвазивни или крајно нехируршки. Тоа се у последно време се практикува, посебно кај нас, емболизација на крвните садови, практично, на матката, кои што се во најголема близина на миомот, со тоа што ќе се спречи растот и доставата и на крв и на хормоните кои што циркулираат во телото. И Кои што го хранат, нели, да тој кажам миом? дека, да спомнам во емисијата, дека тоа се изведува во, сега мислам дека се вика Градска општа болница 8 септември, претходно воена болница. Колегите од рентгенологија, од радиолошкото одделение го
изведуваат тоа. Значи, тоа е исто така една опција. Интервентна радиологија, да. Интервентна радиологија, која што е опција за да се избегне непотребна хируршка интервенција. Добро. И да одговориме на господјата. Господјата веројатно се наоѓа во возраст кај што рековме дека појавата на полипите, ендометриалните полипи е директно врзана за хормоните, односно за естрогените. Може да се повтараат, воколку после неколку интервенции повторно се случува да се појават и со симптоми или без, само диагностицирани на техниките за визуализација, постојат и методи на хируршко лечење и на ендометриумот, а како крајна опција и отстранување на матката. И бидејќи ги споменавме полипите и преградите, кои што се дел од денешната тема, да кажете неколку факти и причини пред се зошто тие се појавуваат и дали тие како и миомите на еден ехо преглед исто така се визуализираат и откриваат? Полипите најчесто се го пројавуваат своето присуство со нерегуларни крварења. Најчесто тоа интерменструално крварење, значи помеѓу две регуларни менструални крварења, најчесто во средината, или заради таа хормонска практично игра во циклусот, знае да се јави крварење, бидејќи самиот полип представува еден прекомерен раст во одреден сегмент на ендометриумот. Прекомерен раст на ендометриумот може да биде поврзан на широка, на тенка основа, може да постои еден, може и повеќе полипоидни формации, не секогаш се вистински полипи, иако тоа може така да се прикаже на ултразвучниот преглед или на другите методи за визуализација. Значи, практично се врзани со хормонското дејство. И наједноставен третман, и диагноза и третман, крајна, е хистероскопијата, која исто така е една едноставна процедура, која што може да се подложи практично секоја жена, без разлика на тоа дали има некои други коморбидни состојби кои што отежнуваат една голема хируршка интервенција. Бидејќи тие рековте се бенигни формации како и миомите и преградите, дали полипите прават проблем во однос на концепцијата, односно остварувањето на бременост? Во глобала се бенигни формации, воколку не се докаже спротивното, ретко се малигни, најчесто тоа се односно малигнизираат самите формации без засегање на околниот ендометриум во на крајот на репродуктивното доба и перименопаузалното и постменопаузалното доба, тогаш појавата на малигни полипи е почеста, но како процент е исклучително ретка. Во фертилниот период, дали прават проблем? Полипите се проблем за паровите со инфертилитет, така што кога ќе веќе навлезе во подготовка за процедура за инвитро оплодување, мора да се исклучи, доколку се сомнева лекарот за било каква патологија на ендометриумот, да се исклучи, како што спомнавме, со едноставна хистероскопија, присуство на било какви полипоидни формации. Тимот на Newborn Clinic, кој што секојдневно се бори за секој нов живот, ви стои на располагање на 077 443 443, како и на директниот дополнителен број 022 734 350. Исто така можете да бидете во контакт и да закажете термини на глобалната мрежа newbornclinic.mk и да ги посетите на новата локација булеварот Илинден или Илинденска 107 во Скопје. Доктор Владимир Трајковски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист, денеска гостува како представник на Newborn Clinic од Скопје, а вие имате уште малку време да поставите прашање во текот на Фактор здравје. И еве го последното јавување за ова предплатне. Добар ден. Добар ден. Господјо, одлично звучите, како сте? Па да речеме добро. Да, драго ни е. Среќни празници. Среќни и вам, секој Среќна е добро. иднина и така. Да, здравје пред се. Јас доктор да го прашам, сега се вклучи во програмата. Добро. Така сега. Шала.
Ве слушаме, зборувајте Добро, слободно. Што треба да значи здебелување на матката? Меѓутоа јас требаше да отидам на контрола, као не е страшно и јас си дадов 1 месец плюс. Да не отидете на контрола, така? Да. Дали е, не осеќам ништо, имам 65 години. Добро, благодарам за вашиот интерес. Значи немам никаков проблем онака. Да, значи рутински треба, предпоставувам, да отидете. Благодарам уште еднаш. На сите уствари. Да, благодарам. Така. Секое добро ви Хвала. посакувам и добар почеток на оваа година, пријатно. Кој е вашиот коментар? Може ли сами од себе? Терминот за дебелување на матката најверојатно се однесува на задебелување на ендометриумот на матката, кој во таа возраст треба да има една статистички утврдена максимална дебелина, а над таа можноста за патолошки појави на ендометриумот е голема, така што тоа може да се разреши само со веројатно треба да биде видено уште еднаш. Дополнително, да. Дополнително и да се направи една експлоративна киретажа. И за крај на овој разговор, доктор Трајковски, преградите на матката како заокружување на оваа тема, неколку аспекти, колку тие прават проблем во однос на плодноста и каков е нивниот третман кој ќе се откријат? По однос на плодноста има различна статистика, меѓутоа вели од 25 до 70% прави практично отежнување на прави инфертилитет, предизвикува инфертилитет, до Во однос до на спонтани открива. абортуси некои проценки кажуваат дека доведуваат и до 90% појава на спонтани абортуси при нормално зачната бременност. Во однос на третманот, до скоро беа двојбени мислењата по однос на третманот на преградите, дали ќе доведе до подобрување на плодноста и до износување на една бременност До во крај. виабилен период за плодот. И последните статистики кажуваат дека до 70% е успешен третманот на септираните матки во поглед на дочекување на потомство. Да. Во однос на преградите и повеќе за полипите предлагам во следното ваше гостување како малформации или деформитети на матката да се навратиме со оглед на интересот на гледачите. Тука ќе ставиме крај и точка на ова ваше гостување прво во новата година со препорака повторно да бидете веќе, ако не овој, следниот месец гостин во нашата емисија. Ви благодарам. Ви благодарам вам. Благодарам уште еднаш доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, беше гостин пред се ваш и мој во студиото. За понатамошен третман би рекол и закажување термин кај него и тимот ве упатувам на 077-443-443. Ве оставам во одлично расположение со нашата програма и времето надвор и ве поканувам за неполни 24 часа повторно да бидете дел од Фактор здравје и да ни ја дадете вашата доверба за да ние соодветно ве подготвиме и за утрешниот ден. До тогаш пријатно и имајте секое добро.